Македонија е влезена во протоколовата фаза и во наредните денови следуваат уште повисоки температури. Ке преовладува претежно сончево и многу топло време со слаб до умерен, а дожд по Вардарието, повремено засилен северен ветер. Минималната температура ќе се движи во интервал од 13 до 21 степен, а максималната од 33 до 40 степени. Информираат од Управата за хидрометеоролошки работи. По 11 часот, народски кажано, станува вршник Жешко. Ризични се многу групи на хронично болни и децата, но неизвестно може да биде и со останатите. Лекарите предупредуваат дека овие температури може да однесат и животи. Високата температура влијае на целиот организам, ширење крвните садови и затоа често пати кога има висока температура доаѓа и до пад на крвниот притисок и затоа треба да се внесува повеќе течности и се случуваат синкопи. Граѓаните на свој начин наоѓаат заштита од жештината. Како те со капата и друго што со соко и друго нема. И почесто во сенка. Па сенка, да, по сенките. По Жешкото петка, капичката горе и немаме гајле. Никако дома се под сенка седеме дома. Никако. Те се малку испаднаме, има нешто работа у градо и тоа е, друго не можем што да кажем. И да, и водичка. Високите температури се и причина за следнава владина одлука. Ослободување од работните обврски на најреливите групи население, односно бремените жени и лицата на возраст над 60 години, да не се практикува физичка активност и да не ги изнесуваат децата од градинките на отворено во периодот од 11 до 17 часот. Се подсетуваат и работодавачите на обврската за почитување на законските прописи од оваа област за изложеност на одредени работни групи. Стои во владината одлука. Во случајот, основно што треба да се прави според лекарите е следново. Има висока температура, треба да се избегнува излегување на висока температура. Посебно тоа треба да го прават хронично болните и старите лица над 60 години. И сите хронични болни, како што се имат притисок, шекер и така натаму. Исто така треба да внимават и младите, посебно кога се на базен, значи од период од 11 до 17 часа треба да се избегнува директно изложување на сонце, треба да се внимава и кога се влегува во базен да се оде со постепено навикнување за да не даде до тој шок на организмот.